Утре ќе се реализира првиот комерцијален авионски лет меѓу Скопје и Софија. Тоа е дел од пакет мерките за подобрување на односите меѓу двете земји, процес што почна со изборот на двете нови влади. Промоцијата на директната авионска линија со која ќе допатува македонско-бугарска делегација следи поденешната средба на меѓуресорската работна група за соработка во делот на инфраструктурата, транспортот и поврзувањето. Овие иницијативи, кои според очекувањата на владата ќе придонесат за олеснување на диалогот за чувствителните политички прашања, не добиваат разбирање од опозицијата. ВМРО ДПМН повторува дека она што власта го нарекува разговори, всушност се трговија со државни интереси. Мене повеќе ме загрижува што континуирано се тргува со нашите преговарачки позиции. Континуирано се лицитира со нешто што не треба да се лицитира. Така не се водат преговори, но ги разбирам. Преговараат луѓе кои што во животот не преговарале. Треба јавноста, македонскиот народ, будно да го следи овој процес, затоа што вака како што тргнале работите, мислам дека не ни се пишува на добро. Станува збор за политички маркетинг и лажен патриотизам, одговори премиерот од собраниската говорница. Потенцирам дека историските прашања ги оставаме на решавање на стручната историска фела, но во едно ве уверувам. Дефинираните позиции за македонската засебност и посебен културно-јазичен идентитет остануваат непроменети, јасни и цврсти како досега, така и во иднина. И јас и сите граѓани немаме дилеми за тие прашања. Оттаму недозволиво и неприфатливо е било која политичка партија да генерира низок и ефтин политички маркетинг и лажен патриотизам. Додека власта и опозицијата се уште не успеваат да изградат консензус за клучното прашање од кое зависи иднината на евроинтеграциите, врвните представници на Унијата во земјава порачуваат дека последните чекори меѓу Скопје и Софија Брисел ги смета за охрабрувачки. Секогаш сме ги повикувале Северна Македонија и Бугарија да разговараат се со цел да ги надминат разликите за да може што поскоро да ги отвориме пристапните разговори со Северна Македонија. Изминатите неколку денови сите бевме охрабрени за да ги пофалиме напорите од двете страни кои се во функција на пристапните преговори и тие да почнат што е можно поскоро. Во процесот на разговори позициите на Скопје се чиста формулација за јазикот како македонски, додека Софија во оваа фаза како своји клучни барања ги поставува почитувањата на правата на бугарите во земјава и нивно вметнување во уставот. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.